Многу накратко. Доколку се сеќавате, председателе, на дискусијата што имавме на комисиската расправа, малтене половина од овој рок што го предвидува предлагачот на законот, го спремаат во насока на изготвување на законски прилагодувања, не знам, подзаконски акти, правилници и нешто слично. Значи, 8 до 9 месеци сметаат дека ќе имаат потреба да ги изготват само тие решенија. Доколку некој се впрегне, доколку некој верува во капацитет, тоа може да биде многу пократко. Не ќе ви преходно на преходните амандмани да реагирам. Ние ако говориме веќе за информацијски систем, имаше загриженост за личните податоци, за сигурноста на податоците и така натаму. Ако веќе говориме за согласеност со Европската унија, може тоа многу просто да го реши и УЈП, па и Министерството за финансии. Едноставно ќе имплементираме ИСО 27001 и имаме вин-вин ситуација. Ќе добиевме на време, ќе добиевме на ефикасност, ќе добиевме на стандардизација, ќе добиевме на усогласеност и така натаму, да не одземам доволно време. Прашањето е дали сакаме да го спроведеме или не сакаме да го спроведеме. Дали идната година што велите дека немаме потреба, нема да биде обременета со барем еден, односно два изборни циклуси. Какви ќе бидат условите? Зошто сметате дека во 2025 ќе биде направено, а нема да стигнеме доколку се впрегнат сите расположиви капацитети во овој период? Јас сметам дека сега ќе имате многу поголема реалност за да биде спроведено, отколку да се одложи до 2025 година. А состојбата во државата и со наплатата на даноците не е лоша. Зошто не би искористиле можност за некој систем за кој што ќе имаме сериозна поддршка од нашите меѓународни партнери, со кој што имаме добра соработка, да ги искористиме тие можности и да се обидеме до 2024 година да се изврши имплементацијата на системот. Повторно ќе повторам, во услови кога се решивме да веруваме на зборовите на директорката и на заменик министерот, каде што вели дека ние ги имаме најдобрите луѓе во кои што веруваме дека ќе се направи. Практично да сублимирам или да бидам најконцизен што би можела да поставам. Доволно е само периодот на изготвување на овие законски усогласувања, законски акти и подзаконските акти, тука се вложи нешто дополнителен напор кој што на крајот на краищата не зависи директно од управата за јавни приходи, за да успееме да добиеме и на динамика, и на ефикасност, а и на можно превенција од лошите ефекти од лошата наплата што сега се соочува управата за јавни приходи. Благодарам.